Во организација на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во соработка со полициската станица Кочани, општинската територијална противпожарна единица и општинската организација на Црвен крст во саботата се одржа показна тактичка вежба за спасување на настрадани лица во тешка сообраќајна несреќа на мост, гаснење пожари и излекување до веници. Вежбата се одржа на двојниот мост кај шопинг центарот во Кочани. На неа учествуваа пожарникари од територијалната противпожарна единица на Кочани и Виница, од Министерството за внатрешни работи, Крим техника, воздухоловните сили и волонтери од Црвен крст, кои пред присутните презентираа и покажаа како и колку се спремни да интервенираат после тешка сообраќајна несреќа. Во рамки на програмата за активностите по завршувањето на вежбата се одржа третиот стручен собир на пожарникарите од Македонија во ресторанот Амор, на кој учествуваа пожарникари од повеќе градови на Македонија. За подготвеноста на пожарникарите и екипите кои учествуваа во практичната вежба еве што изјави Зоран Нешковски, инспектор за превентивно-техничка заштита во Министерството за внатрешни работи. Сакам посебно да истакнам дека оваа година и за разлика од последните 3 години, а посебно ова, доби еден посебен меѓународен карактер, бидејќи имаме експерти од Словенија, Хрватска, Србија, и соработка со австриската фирма Техспорт, која што на ова подрачје има изградено инвестиција фабрика за производство на заштитна облека за пожарникари. Во соработка со територијалната противпожарна единица, која што припаѓа на општината Кочани, и во содејство со противпожарната единица на Виница изработивме едно сценарио, кое што сценарио опфаќаше вклучување на повеќе институции кои што се сервис на граѓаните, односно интервентни служби кои што даваат придонес за заштитата на луѓето, здравјето, имотите и заштита на материјалните вредности. За таа цел демонстративно прикажавме заеднички настап, примена на сите нови технологии, односно она опрема со која што се располага. Тука беа вклучени специјалните единици на Министерството за внатрешни работи кои што се занимаваат со извлекување на давеници и претрага или пребарување на лица кои што се изгубиле во урбани средини или во некои непристапни предели. Така да и во соработка се можеби некако ќе пропуштам и идната медицинска помош, секако дека и општинската организација на Црвениот крст, која што даде свој придонес, и секако од општината Кочани и Виница, тука како регион. Командирот на територијалната противпожарна единица Дејан Чарсов успешно ја оцени денешната практична показна вежба. Спроведена тактичка показна вежба на мостот кај нас во Кочани, кај трговскиот центар, во која што буквално беа вклучени сите сегменти и елементи со кои би можело да се соочиме во реални услови, како што се сообраќајна несреќа, односно повредени во сообраќајна несреќа, давеници и слично. Со еден заеднички континуитет и во работењето и со една заедничка соработка на сите институции ќе се надеваме дека успеавме добро сето тоа добро да го презентираме пред граѓаните на општина Кочани. На предавањето од областа на заштита и превенција од пожари и сообраќајни незгоди продавачи беа експерти од Србија, Хрватска и Австрија кои разменија искуства помеѓу работата во две држави. Беше направена и презентација на нова опрема поврзана со работата на службите за брзи интервенции, полицијата, пожарната и наитната медицинска помош.